Ова е магично место. Такво е. Од островот си? Да. Мајка ти, татко ти и тие се од овде? Зошто те интересира? Не ме интересира. Само за да почнам разговор, го прашав првото што ми падна на памет толку. Добро. Ти прашувај. Ти прашувај ме. Од каде сум, ајде? Не, нема потреба да те прашувам. Од Истанбул си? Работиш во некоја плаза или нешто слично? Дојде на островот на еднодневна екскурзија. Јадеше локална храна, пиеше кафе на плоштад. Може би си купи мајчина душица од ноќниот пазар. Си направи селфи, веројатно утре ќе се вратиш во Истанбул. Потоа ќе кажеш на другарките дека животот во природа бил многу убав, камо јас да живеев на такво место. Никогаш нема да се откажеш од градот во кој живееш и нема да се преселиш овде. Добре? Значи веднаш ме дешифрира, така? Значи не си толку комплексна. Не сум толку глупава за да ја сметам комплексноста за доблест. Сега да ти кажам, не погоди. Како прво, јас никогаш не би рекла камо да живеам на мало место. Ги сакам метрополите, зградите, бутиците, гужвата, вревата. Сакам да бидам сама во таа гужва. Освен тоа, не дојдов на островот за да правам селфи. Прекрасно. Каква е приказната за ова место? Ова место на времето било изградено за богот на сонцето. Мислам дека на ова место најдобро може да се види затемнувањето на сонцето. Во тоа време затемнувањето на сонцето било свето нешто. Зошто? Бидејќи сонцето и месечината биле многу заљубени еден во друг. Чекале стотици илјади години за да се соединат. Значи тие се чекале во погрешно време. Ама тие се среќавале на затемнувањето на сонцето. Ке мислам на ова место при следното затемнување на сонцето. И во кој пансион си сместена? Не сум во пансион, кај тетка ми сум, Селма. Кројачка е, ја познаваш? Ти си нејзина внука? Да. Тогаш и ти си одовде. Мајка ми е од овде, јас не сум. Таа 20 години не се вратила овде и јас нема да се вратам. Мојата задача заврши. Која задача? Ете е запознавање со моите корени. Се запознав и заврши. Ајде. Јас ке прилегнам малку овде. Знаеш што најмногу сакам во градот? Што?
Никогаш не знаеш што ќе се случи после една минута. Секој миг, секоја секунда има нови авантури. Ама така ли е овде? Јасно е што ќе се случи после неколку месеци, дури после неколку години. Навистина мислиш така? Не мислам, сигурна сум. Sen geçerken ayrılık sarını kuşatır. Çek aşkını da Ете, гледај. Нема човечки гласови од надвор. Нема звуци од музика. Нема врева. Не можам вака да заспиам. Има само звуци од птици. buzullar erir. Sen bana Тоа не се звуци од птици. Тоа се звуци од штурци. sen yağmur Најголемиот хор во природата. yağarken gelir. И уште Erir. Sen bana yürüyünce siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verseler de ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör oğlu, bir ayvaz. Sana yazmayınca harflerim metalik, yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Susar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar, sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. Нехир, да ја разбудиме? Не знам. Грбот. Ох, Сигурно сега целата си укочена. Си се стуткала овде и спиеш како мачка само за да не ме разбудиш ли, ќерко? Тух каква тетка сум јас? не од тоа. Надпреварот ме уништи, тето. Кој победи? Кој може да победи таму каде што сум јас? Требаше јас да останам до крај. Камо и пехар да ти даде ахазиран. Ќе го носеше дома во Истанбул. Не тоа, тето, туку сакам само кафе. Има ли кафе овде? Добро утро. Да не те разбудив. Тропнав силно на вратата, а знам дека секогаш рано се будиш. Не, буден бев. Добро, тогаш одлично. Види, направив пита, ќе правиме чај, ќе се најадеме. Треба добро да те чувам додека да се разбуди тетка Алие. Благодарам многу, Идил, но можам сам да се грижам за себе. Во ред, може би ќе јадеш кога ќе огладниш. И во колку часот заврши надпреварот? Тетка Ајли е душо моја. Види, ја спие како ангел. Те прашав за надпреварот. Сигурно
Ти не си останал до крај. Таа девојка ти кажала сигурно глупави работи, си ја оставил на бината и си заминал. Убедена сум дека било така. Не ја оставив и не замина Фидел. Останавме до крај. Ние победивме. Така ли? Многу ми е мило. Значи ти со таа градска девојка си танцувал не знам колку часа? 6 часа и 42 минути. Секако, Душо, не можеше да го одбиеш детето. Душо моја. Ама, девојката ми беше чудна, што знам. Со непознат маж, толку часа да се вртиш. Искрено, многу ми е чудно. Која измисли лагата дека е девојка на Појрас? Јас морам веднаш да излезам. Имам многу работа. Добро, ти оди. Тетка Елија мене ми е доверена. Благодарам. Ќе се видиме со Лесно. Мене сте ми доверена. Нели свекрва моја? Ама како гледаше Идил, сигурно веќе ќе престане да се однесува дека батал Појрас е нејзина собственост. Тајно го наполни целиот остров. Сите мислат дека ќе се венчаат. Ако целиот остров мисли така, тогаш веројатно ќе се венчаат. Статистика. Good morning, девојки. Добро утро. Како е селскиот појадок? Одлично. За стори. Чекај, да го сликнам пред да почнеме. Добро утро. Добро утро. Добро утро, ќерко. Ту Одлично. каква тетка сум јас? Ми падна алката. Прво не ја да ја најдам, а после да го стигнеме траектот на Пладне. Добро, чекај, да му пишам на возачот, да не земе од пристаништето. Ке стигнеме таму кога ќе има метеж во сообраќајот, ама тоа е. Да хазирам. Нели ќе дојдеш пак? Мислам двете. Сега ќе доаѓате почесто, нели? Значи, јас се селам после 3 месеци, ама кога ќе имам прилика, ќе се потрудам да дојдам. Може би кога ќе остарам, ќе се сместам на островот, а? И може би ќе отвориш пекара во таа стара куќа. Потоа ќе добијам нервен слом и ќе го запалам целиот остров. Ај Бог да чува. Се шегувам, тето, шега. Едно време Појрас сакаше да го реновира тој објект, ама се откажа, нели беше така? Зошто Појрас да го реновира? И тој е еден од ортаците, ќерко. Бабата и неговата баба биле многу блиски пријателки. Тие на времето и уште една нивна пријателка вложиле заеднички пари во тој објект. Ама ајде. Значи, јас и Појрас имаме нешто заедничко. Дадо ја нема овде. Ама може би паднала подолу. Може би се лизнала таму. Можно е да провериме и позади, а? Ја нема, дадо. Може малку подолу да провериш, вака на кај позади? Ја нема, дадо. Добро утро, бата Појрас. Добро утро. Првиот проблем да живееш во мало место, постојано се среќаваш со исти луѓе. Првата предност да живееш на мало место, ако видиш некој што не го сакаш, промени го патот. Сега и јас така правам. Алката ја нема. Да не е таму? Не. Знам дека ја нема. Требаше синоќа да ја земам пред да си одам од овде. Во ред не тагувај. Не тагувај? Нормално, ти не ги разбираш тие работи, дури и не им веруваш, нели така? Кој не верува во љубов, зарем ке верува во среќа? Не можеш ли да смислиш нешто без предрасуди? Јас ли? Ти си за предрасудите.
Некој ќе ја најде и ќе ти ја донесе алката. Во таа смисла реков не тагува. Боже, ми имам многу познати на островот. Едниот од нив станал ноќе, дошол, ја нашол алката и после мене ќе ми ја донесе. Мора некој да биде заљубен во мене за да го направи тоа. Јас не сум значајна овде за никого. Не ми се верува. Ќе го оставам буквално највредното нешто овде и ќе си заминам. Ако ти кажа дека биле цврсто прегрнати со појрас? Си изнервирала и го гледала над преварот до крај. Таа градска девојка ќе се несвестела од умор, главата ја подпирала на појрас, го прегрнала. Се преправала прчлата. Појрас си поверувал, буквално биле прегрнати цврсто. Претерала глупавата Симин. Сигурно девојката го фатила појрас за рака. И таа веднаш расширила вест дека се прегрнати. Кога ќе имам време, тя протреса ми неа. Чекај. Види, е неа незината помошничка. Уште колку ќе останат? Не знам, ама ќе дознам. Дај торбата. Господин Господин Алпер. Поздрав. Здраво. Повелете. Ај, колку е убаво да си на одмор. Што? Тука сум на годишен одмор. Веќе спобудалев од работа помеѓу 4 зида. Месово неверојатно ми одмори. Тешко да се работи 11 месеци. 11 месеци. 11 месеци работев 3 недели и се уништив. Работеше 3 недели и доби одмор. Татко ти нема да ти даде толку одмор. Не, татко ми даде. Значи, татко ми е мојот газда. Да. Како е, Мелиса? Добро, како е кај тебе? Како си? Добро. Лимонада? Ке пијам. Поздрав. Поздрав. И онака 364 дена во годината ги поминуваш во самотија. Издржи еден ден. Значи, мене не ми се допаѓа тоа што на сите им се допаѓа. Јас имам свој посебен стил. На здравје. Ти благодарам. Пријатно. Ово има ли девојка? Нема. Е па штета. Затоа што да останев неколку дена овде, ќе имавме многу сладка летна авантура. Значи, денес ќе оди твојата внука тетка Селма, ама не може така малку остана. Може ќе се премисли, ќе остане уште неколку дена, а? Не, Дълдушо, не. Запна да си оди. Ама веќе го знае патот. Почесто ќе доаѓа, нели? Не, се селела во друга држава. Тешко дека ќе се видиме пак. Ја, штета. Многу ми е жал за вас. Не се, здолништето тебе ти го оставам, утре ќе дојдам да го земам, однапред ти благодарам. Ајде да си ја завршам работата и ќе го средам. Добро, се гледаме, нека ти е солесно. Како да стигнам до плоштадот? Оди право, после сврти десно. Молам. Ало? Билансите ни завршија работа. Банката се испаничи кога виде дека фабриката е во загуба. Ќе го повлечат кредитот. Ако не го плати, ќе се продаде земјиштето што е под хипотека. Да си ми жива, Хазира. Билансите ли? Што сте направиле? Ќе ги платам сите рати од кредитот. Каков биланс? Каков биланс? Вие како го гледате мојот биланс? Во ред сега доаѓам во банката. Што се случи?
Банката дознала дека фабриката е во загуба. Твојата фабрика. Ти нели си работник таму? Не, фабриката е моја. Со тој кредит го обновив објектот, купив нови машини. Сега само ако ја продадам куќата на баба ми, ќе можам да го земам земјиштето, да му се сневиди. Ама ти не си Али Озѓур, ти си Појрас. Хакан, како е точното име на Али Озѓур? Појрас Али Озѓур. Појрас ли? Тој не бил стар. Кој не бил стар? Собственикот на фабриката, тој Али, бил мојот Појрас Али. Појрас Али твој? Од кога? Така ми дојде. Ама сепак не е лоша работата што ја направив, нели? Не знаев дека фотографиите ќе ги пратат во банка. Бил стар, бил млад. Ете неподнослив терсене намќор, штом јас го замразив за 2 дена, значи цел остров се тресе од него, нели? Ова... Повелете? Појрас. Тој Појрас, собственикот на фабриката за маслиново масло, значи Појрас Али Озѓур. Ете тој. Лош човек е тој, нели? Тој е лош човек, Не. така? Искрене, доверлив е, тука сите многу го сакаат. Ама оддалеку. Тој не сака да биде сакан од Ама блиску. вчера го каравте на телефон, нели беше неподнослив и терсене, така рековте вчера вие на телефон. Така ли направив? Да? Ке ми помогнеше да однесем една нарачка, реков порано да одиме, ме одби и затоа се развикав. Ама моментално беше, добар е. Многу е добар. Бириджик, јас му наштетив на добар човек, му наштетив. Немој. Ако се обвинуваш себе си, универзумот ќе те казни. Во ред, го уништи Појрас. Ама види, размисли вака. Ќе правиш бутик хотел, значи ќе направиш добро нешто ли? за островот. Туристи ќе привлечеш, луѓе ќе доаѓаат, ќе купуваат Во ред. мајчина душица, во ред, економијата ќе заживее, така размисли. Во ред, нели е добро нешто? Точно, ништо лошо не направив. Јас направив нешто добро. Направив нешто добро. Не тагувајте, молам. Ете, мисли на Токио. Нели ми кажуваше за некои капаци со слики? Капаците на шахтите. Ете тие. Како може да го повлечат кредитот? Значи бараат за 3 месеци да ги платам парите, кои што требаше да ги платам за 5 години. 3 месеци? Ама тоа е суровост. Значи ако увидат ризик во отплатата, тогаш имале право на тоа. Како ќе им дадеш пари? Нема да им дадам. Ете утре ќе одам да разговарам со директорот на банката. Ќе кажам дека ќе имам профит за време на жетвата. Ќе му кажам се. Ајде, дојдете, девојки, дојдете. Јас да ги земам куферите. Не се, тетка Селма, дојдов овие да ти ги донесам, ти ветив. Ак бе, сине, на тоа ли мислеше покрај маките што ги имаш? Ова, банката го притискала бато Појрас. Слушнав. Многу ми е жал. А како дознале дека си во загуба? Некој ги сликал моите биланси и ги пратил кај нив. А дали ти кажа кој е тој? Не. Сега Бурак е добро дете, тој не би го направил тоа. Алпер ми е како брат. Мислам дека тоа е дело на тие што сакаат да го купат земјиштето, дело на хотелиери. Нормално не им успеа да ме убедат со пари. Пратија човек, а тој нечесник. Всушност јас добро знам кој е тој.
Сигурно е некој од туристичката група што ја донесе Садик, затоа што ниеден друг странец не стапна во фабриката. Ако го продадеш земјиштето, ќе изградат хотел, така? Непријатели на природата. Нема да и наштетат на природата. Само некој мал бутик, хотел. Не дека знам, само претпоставувам дека е така. Не е така. Кога ми ја донесла понудата, рекоа ќе изградат огромно одмаралиште. Ти знаеш ли колку се стари маслиновите дрвија таму? Сега сите ќе ги исечат. Ќе се среди, сине, се ќе се среди, дојди. Хазиран, ке задоцниме. Ме измамија. Кој? Господин Тојгуни Хакан ме излажаа за карактерот на Појрас, ме излажаа за бутик хотел, згора на се, фотографиите ги пратиле во банка, будала ме направија. Нехир, нели нема да ја земат и куќата на болната баба? Може да ја земат, мамо. Него слушна бато Појрас и таа била под хипотека. Но оди донеси го пластичното од сладолед, ви направи сарми да ги јадете во Истанбул. Рековте дека на мојот стар објект сум ортак со Појрас, така? Аха. Појрас, Еве, повелете, овдека имаме и некои Садик? други сувенири, господјо. Имаше ли некој чуден тип меѓу туристите што ги донесе во фабриката? Како тој чуден? Не знам, некој што ги пребарувал документите. Не, јас не видов таков. Еден од тие луѓе што ги донесе бил човек на хотелиерот. Само ако го најдам. сме имале заеднички објект со тебе. Ако ти одговара, продај го, јас ти дозволувам. Како мислиш? Ти ли си другиот ортак? И јас скоро дознав. Продај го, прави што сакаш во ред. Не можеме да го продадеме. Тоа е заштитен со закон. Бабите само го изнаемили, добиле право да го користат. Добро, тогаш ти изнајми го на друг. Велам, јас ти дозволувам. Велам, не може со твоја дозвола, зошто не разбираш? Има и трет ортак. Бил во Америка, никој не знае каде е поточно. Ке истражуваме. Ти дојде овде за да ми го кажеш ова? Да, ете, сакам да ти помогнам. Зошто? Бидејќи ми е жал. Мене не ми треба помош од никого. Напиши му мејл и извини му се на Појрас. Кажи му дека и ти си измамен и дека си мислела дека ситуацијата е многу поинаква. Каква корист ке има? Татко ми рече може не ти е судено да одиш на островот. Зошто не го послушав? Зошто не го послушав, Бириџик? Здраво. Готова сум, Хазиран. Мамо, за никаде сум. Знам, тажна си, бидејќи ревијата ти ја игнорираат. Кога си тажна, јас сум тажна, ама сега не сум во состојба да го слушам тоа. Пропаднав. Креациите не се продаваат. Не можам да се ги вратам парите што ги земав за ревијата. А колку си можела да потрошиш само за материјали, конец? Увезени материјали се. Везот, полуска поцени камења, пари за шивачката, пари за манекенките, дизајн на подиумот, целата организација, каталози, рекламни паноа, брошури, се останато, се! Се останато! Мамо, во ред, смири се. Не можам да ги вратам парите. Одлучив да ја продадам куќата.
оваа куќа. Да. Ке го продадеш единственото што ни остана од тато? А што да правам, Хазиран? Нема шанси, мамо. Земи. Ајде ти кажи ми што да правам. Ти и онака нема да бидеш овде. Ке си изнемам некоја мала кукичка, можеби, не знам, ке почнам да работам како шнајдерка, исто како сестра ми. Тие што не направија вест за мојата ревија, ке напишат: поранешната дизајнерка Зейнеп почна да шие секојдневни панталони. Знае ли Идил? Зошто прашуваш за Идил? Бато, татко е градоначалник на општината. Почитуван човек, што знам, можеби некако ќе помогне. Алпер, зарем не ме знаеш, бе, синко? Таков човек ли сум јас? Не си, бато. Не си. Ти сам би умрел и никого не би замолил за помош. Таков човек си. Што ќе биде ако не го оплатиш? Ќе ги конфискуваат земјиштето и куќата? Да, точно. Јас да си одам сега. И ние ли да подигнеме кредит? Нема да прифати. Нема, нели? Ке може малку. Берг, синко, оди на таа маса. Дојде освојувачот на островот. Ти ме излажа. Ти ми рече дека Алиос Ѓур е груб, себичен човек кој го мрази целиот остров. Малку претерав кога реков цел остров, значи повеќето од Уште ли зборуваш, а? Луѓето го сакаат, појрас му веруваат. И што е тоа важно? Каков човек си ти, Хакан? Ако сакаш да си ја исчистиш совеста, само продолжи. Зошто толку го мразиш појрас, а? Тоа веќе не е твој проблем, Хазиран. Оди уживај си, унапредена си. Со ваков товар на совеста, така ли? Внатре ли е господин Тојгун? Да, внатре. Што ќе правиш? Што ти е, Гајле? Господине Тојгун. Се врати ли мојата омилена вработена? Ве молам, веднаш јавете се во банката. Појрас. Значи, Алиос Ѓур за кратко ќе има заработка од фабриката, нема потреба да го откажат кредитот. Но тогаш нема да го продаде земјиштето. Ке најдете друго земјиште, таму е куќата на баба му. Тоа не е наш проблем. Сега може да ти напишам награда? Сакам одмор. Годишен одмор и тоа 2 месеци, додека да се отвори канцеларијата во Токио. Ми направи толку голема услуга што не можам да те одбијам. Добро? Оди, шетај, забавувај се, одмори се. Ви благодарам. Нели ке направите одморалиште, а не бутик хотел? Ке ги уништите маслиновите ниви? Ќе оставам по еден ред одоколу. И на рекламите ќе рекламираме во маслинови ниви. Измамена сум.
Рече ке оставаме еден ред од околу. На рекламите ке кажуваме во маслиновите ниви. Одвратен. Јас поради нив ја оставив без дом жената која е во кома. Кармата ми врати така што и мене ме брка од дома. Зенеп, навистина ли толку се задолжила? Страшно многу. Се занесе и сакаше да се врати во светот на модата, но скроз се изгуби. Навистина ми е многу жал, Хазиран. Добро, знам колку ти е важна таа куќа. Нема да дозволам да ја продаде куќата. Можеш да ја користиш мојата картичка. Може да извлечеш пари колку сакаш. Види, знаеш дека татко ми не ми дава готовина. Многу си добра, Бириджик, ама нема да ми заврши работа. Јас имам друг проблем сега. Што ќе правиш? Се селам на островот. Објектот на островот пак ќе го претворам во хотел. Делот со поглед кон морето ќе биде отворен ресторан. Ќе им обави лежалки на плажата. Ќе ставам работи кои ќе привлечат богати и познати луѓе кои бараат неоткриени места. А на појраз ќе му плаќам керија. Така и тој ќе го отплати кредитот, не ќе мора да го продаде земјиштето. А господин Тојгун ќе се слика. Нема да знае што правам на островот и затоа не ќе може да ме отпушти. Тогаш со мирна совест, со платен долг на мајка ми и со чиста карма ќе одам во Токио. Да, така. И Ѓоркем ќе го земам. Тој ќе го направи декорот на хотелот. Значи, тешко ми е да го убедам, ама ќе средам. Во меѓувреме, на мајка ми реков дека хонорарно ќе подготвам неколку извештаи. Нека мисли дека така заработувам пари. Ако дознае дека сум кај тетка ми на островот, скроз ке полуди. Таа ќе мисли дека работам во канцеларија, а јас ќе бидам на местото од кое најмногу се плашев, на островот. Во ова мало издодевно место во кое сите се познаваат меѓу себе. И нема да го напуштам додека не ја завршам работата. Господјо, ви треба ли такси? Повелете, господјо, ви треба ли такси? Дали ви треба такси, господјо? Ајде да ви помогнам. Ви благодарам. Дајте го и тоа, Земете го и ова. Ви благодарам. Одиме на кај Сигаджик. Веднаш, господјо. Ама прво ќе одиме на друго место. Предпоставив дека ќе те најдам овде. А зошто ме бараш? Имам една понуда. Пак тој самоуверен израз на лицето. Избриши го тој израз, значи велам понуда, но ова е професионална понуда во врска со работата. Добро, ајде кажувај. Те слушам. Местово? Сакам да го изнајмам ова место од тебе за цело лето. Зошто? Тука ќе живееш? Не, како хотел, како на времето. А тебе ќе ти дадам дел од заработката, ќе подигнам кредит за реновирање, поради тоа можеби малку ќе задоцнам првиот месец со плаќањето, ама после првиот... Сега, девојка која живеела во Њу Јорк и Берлин, зошто да сака да отвори хотел на островот? Згора на тоа, девојка која не сака да биде закована како шајка на овој остров и која не може да заспие без звукот на сообраќајот. А ти зошто си запамтил се што ти кажав, а? Ова е семеен проблем, во ред? Не сакам да ти кажам. Во ред? Во ред, земи го и прави што сакаш. Не треба кирија. Не може така. И тебе ти требаат пари. Ке ти дадам дел од заработката.
Како мислиш? Ти ќе работиш, а јас ќе заработам пари од воздух, така? Да, нели е одлично? Тука нема ништо за лутење, Појрас. Ете ти така мислиш. Затоа што ти го гледаш животот од толку чудно место што јас не сакам дури ни да те разберам. Ти ако имаш гордост и јас имам гордост и нема да го користам објектот без да ти платам. Добро. Што добро бе? Што добро? Најди решение. Штом на двајцата ни требаат пари, тогаш... Во ред. Штом сакаш објектот да го претвориш во хотел, тогаш заедно да го претвориме. Ќе подигнеш кредит, заедно да подигнеме и заедно да го плаќаме. А после што и да заработиме ќе делиме на пола. Ти, јас, ние, заедно. Гледаш, ова е смешно. Знаеш зошто? Знаеш ли што е најважното правило за управување со хотел? А? Насмејано лице. Тоа е нешто што го нема кај тебе. Во ред. Ти ќе управуваш со човечките односи. Јас ќе работам друго нешто. Не можеме. Ти си знаеш. За 3 дена ќе не има повесници. Убиство во бутик хотел. Ние досега не се согласувавме во ништо. Како да работиме заедно? Во ред. Во ред. Во ред прифаќам. Ама јас ќе одлучам за се, во ред? Не. Во ред? Заедно ќе одлучиме. Нели тие пари се многу важни за твоето семејство? Изнајмив куќа. Денес ке се сместам во неа, се гледаме утре. Момент. Ти тука си изнајмила куќа? Да. Ефтина, ама убава куќа. Ефтина и убава. Стара е, а ти не можеш да живееш во стара куќа. Можам да те изненадам, Појрас. Добре дојдовте во најоригиналната архитектура на нашиот остров. Ама куќава не е истата со таа на интернет. Не, таа е, ама може би фотографијата била малку стара, ама само 30 години стара. Ама нели може да се среди надворешниот дел, внатрешниот е убав, барем е наместен, така? Сега велите наместен, ама зависи што мислите кога велите наместен. Да ви го дадам јас клучот, повелете, земете го. Нека е со среќа, среќна во вашиот нов дом, ете, повелете. Види го ти Садик, работи и со недвижнини. Како ќе живеете да хазирам во таа куќа?
Што да прави, ќерко? Човек трпи секога е во мака, биле во криза за пари, штета. Ама рече дека привремено. Дај Боже да е така. Слушај сега, девојката не доаѓа кај нас. Барем да ја однесеме по куќнина. Да ја дадеме работи како да се вишок кај нас, да не се навреди. Така ќе направиме. Куќата е катастрофа. Не сакам ни да зборувам на таа тема. Не сакав да кажам за неуспехот на мајка ми. Нели се скарани тие? И ете затоа. И станавме ортаци со Појрас. Заедно ќе работиме. И јас не сакам да работам со Појрас, ама морам. Што да правам? Запна, не можам така да земам пари, да работиме заедно. Ја знаеш мојата ситуација со него. Не можам да замислам што може да се случи ако ја дознае мојата тајна. Нехир, ајде донеси ги останатите работи, ќерко. Човекот што го шпионираше е веднаш до него. Ама Појрас не го знае тоа. Дали јас станав лоша и голема лажга, а? Не, ти не си лоша и не си лажга. Во ред, може би си соучесник на една лага, ама... Слушај што ќе ти кажам. Запиши ги некаде сите тие лаги и лошите работи што ги направи. На сите ќе им направиш услуга кога ќе ја затвориш тетратката за островот. Што мислиш? Добра идеја. Добра идеја. Ајде се гледаме. Ќе донесеш чај, ќерко? Нехир? Мама, може да ја земам да хазирам, да одиме да пиеме чај покрај морето. Може, секако. Може, одлично би било. Добро, ајде одете. Богатите островјани ли живеат во вилите? Не, тие што доаѓаат само летно време. И тие не доаѓаат често. Значи, нема ништо интересно за нив на плоштадот. Ти зошто дојда? Нели кажав? При време на криза? Разбирам. Ти поверував, но... Кога зборуваше со другарка, ти рече... Прислушкуваше кога зборував со Бириджик? Не те прислушкував. Оде во мојата соба. А ти си оставила вратата отворена. Случајно. Не знам што си слушнала, ама погрешно си разбрала. Рече, знаеш мојата ситуација со него. Рече, што ќе правам ако се открие мојата тајна? Што криеш? Зошто дојде на островот? За да отворам бутик хотел. Кажи ја вистината. Што криеш? Ништо, што сум јас, агент ли сум? Пушти ме. Уште ме лажеш. Нема да дозволам да го измамиш бато Појрас, разбра? Бидејќи не го заслужува тоа. Сега ќе одам и се... Нехир, во ред ќе ти кажам, ама да одиме дома ќе ти кажам, во ред. Сега! Ајде да одиме дома. Бато Појрас! Се залюби во Појрас. Се залюби? Аха. Се залюбив, ние танцувавме цела ноќ, потоа отидовме во античкиот град, го гледавме изгре сонцето, потоа гледам јас само мислам на Појрас. Нехир, да не викаше по мене. Види, си реков ако бидам покрај него, може би тој ќе почувствува нешто кон мене. Ова е тајната, целата тајна е таа. Докажи. Што? Што да докажам, да не полуде? Се случи нешто? Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma.
Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş sonuna. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzulları sen bana yürüyünce. Што направив јас? Што направив? Sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzulları sen bana yürüyünce. Свртете десно. Сега свртете лево. Лево, десно, лево, Свртете десно. десно. Може да се одлучиш каде да одам. После 50 метри свртете десно. Излезе да прошетат низ чаршија или се изгуби? Второто. Ама сама ќе се снајдам. Не се изгубив ниту во Сеул. Немам интернет. Како ќе излезам од чаршијата? Како? Оди право по оваа улица и после сврти десно. Зошто не прашуваш зошто? Затоа што чекам ти да ми кажеш. Ако не ти кажам, ако те оставам во неизвестност, што ќе мислиш? Нема да ме оставиш. Добро. Добро, во ред ќе ти кажам. Ќе ти кажам, ама само да не ме разбереш погрешно. Во ред. Види, тоа ништо не значеше. Значи, се случи неочекувано, така наеднаш. Слушај, немој да мислиш нешто, може би јас тебе, не го сваќај тоа сериозно, во ред? Заборави го веднаш, бидејќи е многу глупаво, претерано глупаво. Претерано глупаво е. Во ред, јас тебе те разбрав. Во Смири ред. се. Јас уште сега го заборавив тоа. Нема проблем. Се е во ред. Добро. Што е ова бе? Уф. Уф. Девојки, извинете малку. Ало? Го бакнав појраз. Како? Чекај, не те слушам. Изгледа рече го бакнав појраз. Да, го бакнав појраз. Како така? Немаше ништо меѓу вас пред 2 часа кога разговаравме. Не ми се верува дека животот на островот тече толку брзо. Што се случи? Не знам, изгледа инсект. Нешто зелено скокајки помина пред мене. Оф. Чекај да земам нешто за пиење, после ќе ми раскажеш. Добро. Појраз, дојди. Ајде, помина времето за чај. Боже. Ќе ја подготвам масата. Ередал, Нема долго да останам, Алпера. И зошто дојде? Зошто не остануваш седни? Нели вие ме викнавте? брат ми стана хотелиер. Тоа не е како во работилницата за маслинова. Навистина, ти како ќе ги привлечеш муштариите? Секи ти пречи, ќе се караш со сите. Зборувај културно, ма. Навистина, бато. Во право е, ти не можеш да толерираш ни нормален разговор со луѓето што ги познаваш. Хазиран ке се грижи за тој дел, а не јас. Аман бе.
Како те промени девојката за 2 дена? Реков нема да танцува, ти танцуваше. Реков никогаш нема да биде хотелиер, гледајте. Јас не направив ништо за никого. Така требаше да биде. Значи на секој ќорсокак ќе се среќаваш со Хазиран. Мелиса, најдобро би било ова лето да го запишеш на твојот дневник. Имам ли јас дневник? Ете, запиши некадема. Ова лето е лето на неочекувани одлуки на Појрас. Секогаш имате интересна тема за разговор. Но изгледа немате друга тема освен Хазиран. Седи. Во ред бе, бато, ајде, прекинавме. Нешто се случило. Многу работи се случија. Банка, кредит. Не, нешто друго се случило. Да, те слушам. Нехир го слушнала нашиот разговор. Потоа ми постави многу прашања, Згорана се рече докажи го кога го виде Појрас, затоа јас го фатив и го бакнав човекот. Го бакнав, отидов директно и го бакнав Појрас во уста. Разбираш, директно во уста го бакнав. И што чувствуваше во тој миг? Што зборуваш, Бириджик? Мојот животен тренер секогаш што ме прашува кога ќе му кажам нешто. Ајде кажи што чувствуваше. Што можам јас да чувствувам? Значи, јас сум човек кој го замрази Појрас уште на првата средба, Бириджик. Во ред, тогаш го поставувам критичното прашање. Што би можел да чувствува Појрас? Што би можел тој да чувствува? Ладен како камен, бездушен, безчувствителен. Дури и со оган да го допрам, тој нема да мрдне, значи до тој степен. Рече уште сега го заборавив тоа. Нели го заборавила? Што така рекол, значи го заборавил. Зошто да лаже? Значи тој многу не се потресол. Тоа е добро нешто. Да, Душо. Да, подобро да не се потресе. Апсолутно така е подобро. А јас, како ништо да не се случило, ќе се однесувам кул, како кралица на мразот, ќе разбере дека не сум заљубена во него. И за среќа, за време на тоа... Мислиш за време на бакнувањето? Како и да е, немаше никој наоколу и никој не го виде тој срамотилак. Тоа ме радува. Што уште може да ми се случи на овој остров? Го мразам овој остров. Уф. Нормално, да. Знаев дека ќе биде вака. Што знаеше? Рече заборавив уште сега, не ми е грижа и што сега? Дојде до мојата врата за да разговараме? Значи не си бил толку кул. Како мислиш? Ти тука се смести? Ама те молам, немој Појрас. Сигурно нема да лажеш дека случајно поминуваш од тука во ова време на ноќта. Не, нема да кажам такво нешто. Јас си одам дома. Значи, моето поминување од тука нема врска со тебе. Разбирам. Значи ти си бил кул. Што сега, на секое одење и враќање од дома, секогаш ли ќе поминуваш одовде? Изгледа така ќе биде. Значи мораме да се среќаваме. За жал. Значи јас сега ќе ја гледам твојата куќа секогаш кога ќе излезам во дворот. Одлично, не ми се верува, одлично. Ако не сакаш да ја гледаш, ќе го тргнеш погледот. Јас прва го тргнав погледот во ред. Јас го тргнав. Глупак.
слушнама, дали слушна? Поира си новата девојка се бакнале. Тата Хазиран! Оф, пушти ме. Сино, ке те барав, не се јави. Ке те дојде в дома. Што зборуваш ти? Што зборуваш? Ме уништи. Поради тебе не можам да го погледнам Појрас во лице. Се извинувам. Добро, јас ке зборувам со бато Појрас. Не грижи се. Немој, дури и кога ќе помислам на тоа ми се повраќа. Појрас никогаш нема да знае што ти кажа, во ред никогаш. Дека си заљубена во него. Замолчи. Прво тој нека трча по тебе, тој нека ти изрази љубов. Не се плаши, ке средам се. Нехир. Слушај, Нехир, не сакам повеќе да се мешаш во таа работа, добро? Добро, не грижи се. Што ако не заборави? Како сега ќе го гледам во лице? Уф!